Екипата на Тетекс со победа од 3:2 во полошкото дерби над Гостивар го заврши есенскиот дел од сезоната во втората македонска фудбалска лига Запад. Надпреварот од 15-тото првенствено коло требаше да се одигра во саботата, но поради врнежите од снег, тој беше одложен бидејќи на градскиот стадион во Гостивар немаше услови за фудбал. Домашната екипа со големи напори успеа да го исчисти снегот и да создаде минимални услови за игра, иако на теренот имаше големи оштетувања. Од фудбалска страна екипата на Тетекс знаеше што сака на овој надпревар и многу рано веќе имаше предност од 2:0 со головите на Андреј Јаневски во 29-тата и Дамјан Масевски во 33-тата минута. До крајот на првиот дел фудбалерите на Гостивар намалија на 2:1 преку Сунај Хасан во 38-та минута. На стартот од вториот дел, односно во 50-тата минута, Рино Рајдин изголеми на 3:1 за екипата на Тетекс. Конечниот резултат го постави Лјавдрим Скендери во 70-тата минута. Тетекс можеше да слави и поубедливо, но Хусеин Демири во 90-тата минута не успеа да реализира пенал. Победа за Тетекс, победа за Тетово, победа за Војводи и за раководството и играчите. Пред се јас би им честитал на нив затоа што ако немаш добар материјал, ако немаш играчи какви што ние имаме, ништо нема да биде остварено. Најголемите честитки се за нив затоа што она што ние го замисливме, они го спроведуваат на терен, го спроведува безпрекорно и затоа и успеавме нели и на денешниот надпревар да славиме што воопшто не е мал резултат, имајќи го предвид дека Гостивар минатата сезона до крајот на сезоната се бореше нели за тој бараж. Напредува екипата, мако трпно работиме веќе година и пол и мислам дека сме на правиот пат затоа што не бидува ништо преку него, како се сеќавате на моите први изјави дека корак по корак треба да се оди и еве се остваруваат тие некои изјави од почетокот што ги дадовме. Во саботата беа одложени 3 надпревари од втората лига Запад, но вчера освен надпреварот помеѓу Гостивар и Тетекс се одигра само уште еден дуел и тоа во Дебар каде Корап и Охрид одиграа без голови 0:0. Надпреварот помеѓу Велешта и Силекс не се одигра, бидејќи домашната екипа не успеа да обезбеди соодветен терен за игра и овој надпревар ќе го добие Силекс со службени 3:0. Конечната табела после 15 одиграни кола во есенскиот дел од втората македонска фудбалска лига Запад изгледа вака. Во водство екипата на Силекс со 41 бод, пред Воска и Вардар со 32, односно 29 поени. Тетекс е четврто пласиран со 21 бод, еден повеќе од Корап на 5-тата позиција. Екипата на Гостивар е на 6-тото место со 17 поени. Во зоната за бараж за опстанок, односно на 7-та позиција е Охрид со 15 бодови, додека во опасната зона која носи испаѓање во третата лига, односно на последните 3 позиции, се Велешта со 14, Беса со 13 и Кадино со 6 поени. Надпреварите од втората лига Запад продолжуваат на 19 февруари следната година.